она што ние го направивме како здруженија, 16 организации кои што работат во превенција на ХИВ-СИДА, значи помеѓу ранливи групи, формиравме платформа со единствена цел да работиме со заложба како да ги одржиме овие програми после глобалниот фонд. Имаше само еден состанок со представници на Министерството за здравство, каде што нашата интенција беше да помогнеме во процесот со три главни точки. Прво е дека мора Министерството за здравство да формира регистар за акредитација на здруженија на граѓани кои што работат во оваа сфера, дека ние граѓанските организации кои што работиме во дел треба да бидеме вклучени во процесот на дефинирање на критериумите, односно на минималните базични стандарди кои што треба да ги исполнуваат за да имплементираат вакви активности. И третата клучна заложба која што имавме да бидеме вклучени во изработката на годишните превентивни програми за ХИВ-СИДА. И во наративен дел, меѓутоа во делот на буџетот. Што се случи? Значи, после овој состанок ќе имаме заклучоци, треба да се случи сега повторно нов состанок, да видиме до каде сме со нашите барања, бидејќи нашата залога е до крајот на годината да почнеме да направиме до крајот на годината регистар за здруженија кои што може да го направат тоа. Од секторот за превентива се согласија на ова, меѓутоа втор состанок не сме имали, така да не знаеме како ќе се одвива целиот процес. Сите активности поврзани со лекувањето на зависности од дроги, терапијата АРВ, тестирањето за ХИВ, е покриено страна на државата. Меѓутоа, се што е превентивни активности помеѓу ранливи групи, како оно што го работи ХОПС, размената на стерилни прибори за инјектирање за превенција на ХИВ прекусници на дроги, ако не се вклучи во национален буџет, значи ние нема да бидеме можност 1 јануари 2017 година да имплементираме вакви активности. Сега сме земја со ниска стапка на ХИВ-СИДА. Значи има мал број на случаи за ХИВ-СИДА, за разлика од регионот околу нас. Ако не се случи ова, ние не можеме да имплементираме превентивни активности. Ќе се случи како други земји во Источна Европа, каде што Русија ќе спомнем како пример, каде што има огромен број на зависници, нема лекување, нема размена на стерилен прибор и таму расте епидемијата на ХИВ-СИДА. Ја не сакам тоа да се случи во Република Македонија, ако нема поддршка од страна на државата за ваквите програми. Бројот само на зависници... Едно истражување е правено, они кои што проблематично употребуваат дрога, тоа е инјектирање на дроги, пред се опијати, употреба на кокаин и на амфетамини, се движи меѓу 10.300 и 10.900, тоа го покажува истражувањето од 2010 година, од кои што околу 40% се во градот Скопје.